Група од 30 на поранешни вработени во парцеланка, кои не беа фатени во оние 70 кои ќе добијат паричен надоместок, бараат и ним да им бидат исплатени парите, исто како на поранешните колеги. Велат дека сите имаат стаж поголем од потребниот 25 години до 2008-та, а и поради различни причини не поднале тужба на решенијата кои ги добиле тогаш. Ја тужба не подлежав ради разни причини. Зошто? Бев у тоа болница, операција се прави. У тоа време они кои ги дали. И ред други овде ги има, и други луѓе што биле. И финансиски. Не можем ние у првиот мак давај. И еве што е тоа. Ова е падна како огромно ведро небо. До последен момент се знаеше дека Порцеланка е приватна фирма, бе луѓе. Приватна фирма се знаеше. А одеднаш испадна оп, поддржана капа на државата. Требало да се жалиме ние во рок од 15 дена. Сега треба да бидеме во таа истата група што добија вие што тужија 70 души. Ние што останавме 30 души од разни причини не бевме обавестени. Некој бил овчар горе вика, некој било каде и не сме били обавестени да тужиме. И сега не држат на тоа зошто вие не сте тужиле. Ако ние со законство го добивале, тоа нема потреба што да тужиме. Зошто да тужиме? Според директорот на Агенцијата за вработување, право на надоместок немаат ниту оние кои во периодот од 2008 година досега биле официјално вработени. Во оваа група од 30 на поранешни парцеланци има и такви, но велат дека ги имаат истите документи како и нивните колеги кои се најдоа на списокот од 70 работници кои ќе добијат одштета. Па затоа велат дека ќе ја бараат правдата и понатаму. Ако не дојде, мислам, до тој степен да не можеме да добиеме веќе по законски пат, ова законот е донесе. Тој е закон. Нема друг закон, не постои. Веќе бараме ние. Планирате ли да тужите државата? Па планираме. Па нормално, како и други што тужи, ние ќе тужиме. А зошто да тужиме? Ја мислам, кој е добиено бе луѓе? Добиено и никој не за тоа што. Кога беше да речеме они кои беа на уне, викам ја имаа станоци. Мене ми рекоа вика вака и вака вика. Переви, викам, ние како ќе земеме пари вика ние ако земеме и вие ќе земете. Кај се сега они? Во неделата на 70 на поранешни вработени во Парцеланка, директорот на Агенцијата за вработување министерот Спасов им соопшти дека ќе добијат по околу 440.000 денари одеднаш максимална сума, а од јануари ќе имаат право на месечен надоместок од по 7.400 денари. Групата од 30 на поранешни вработени денеска во центарот на градот заминаа кон Агенцијата за вработување да го искажат своето незадоволство. Рибниот фонд на езерото Младост денеска е побогат за 500 килограми краб. Станува збор за една од редовните обврски која Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна ја има за оваа година. Од Сдруженијето велат дека ова е најповолен период за порибување со краб. Ние со нашето искуство ова време и го одбравме кога најповолно, затоа што е ладно, а и другата грабливка риба што се наоѓа во езерото кога сомот и смуѓот. Значи сега не се толку активни, не може да конзумираат и затоа се решиме во овој период да пуштиме рибова, рачунајќи дека сета ќе се задржи за војнина. Денешното порибување на езерото Младост е предпоследно за оваа година. Крапот е риба која е учена да обстојува во рибник. Голема е веројатноста дека нема веднаш да исплива длабоко во водите, па затоа ноќва и утре чуварските служби ќе бидат постојано на езерото. Тоа обавезно, така и ние редот, обавезно до вечер и утре се вали во раните утрични часови, доаѓа тука преку цел ден. Можеби ќе биде и до други ден, меѓутоа за други ден веќе рачунаме дека ќе биде рибата во длабоките води на езерото. Од риболовното друштво велат дека со претходните порибувања и она што предстои, годинава водите на реките и езерото Младост се порибени со вкупно 950 килограми риба. Изгоре куќа во населбата Дворови, доцна вчера попладне, избувна пожар во куќата на семејството Калинови, а ја зафати соседната куќа со која са лепенки. По избувнувањето на пожарот, 2 жени се пренесени во Велешката болница поради проблеми со дишење од густиот чад, но се наоѓаат во стабилна состојба. Во паника беше и семејството од соседната куќа, која зафати пожарот и нанесе значителна штета. Половина од покривот куќата е фатена и не можам нагоре да се качам. Викнале пожарната била празна, без вода. Колку биле спремни, ете, нека докажувам дека од пожарната цистерните им се празни.
Први пожарот го забележиле соседите кои живеат наспроти Калинови и велат веднаш се јавиле во пожарната станица. Поче да гори спрема џамот одма, а ми омириса нешто. И случајно се запулев таму, која гледам, почне да гори. И на синов му викам, оди значи нешто има запален. Кога до бандерата појде и пукна нешто и му викам враќај се назад, се врати и почна одма нагло. Пламенот, и џамовите. Пожарникарите околу 2 часа се справуваа со огнената стихија, велат дека дошле експресно по повикот, а се спречило и поголема штета од зафатување на околните куќи во збиената населба. Штетата има друг да процени, значи две куќи, две фамилии кај што се само не дозволивме соседните куќи да ги фати, пошто се е лепенка, не дај Боже нешто да се фатеше, можеше 5-6 куќи да изгорат. Со брза интервенција, тесни улици, сообраќајот густ, значи добро е и што успеавме да спасиме околните куќи. Првата цистерна е мало возило, доволно за да се напојува со големите цистерни, ради тоа што сокаците специфични се, добро е што стасавме точно до куќата за да можеме да интервенираме. Другото се е доторна вода со поголемите цистерни. Значи тоа ни е распоред што мораме да го правиме и приметивте дека даваме се од себе да повлечеме прва колара и тоа што градот исто имаме тесни улици, а повлекоме во база, не да може да испадне друга интервенција. На лице место пристигна и градоначалникот Чедиев и најави помош за семејствата чии куќи настрадаа во пожарот. Првата наредна седница што ќе се одржи за 2 дена, ќе донесеме интервентно, ќе ставиме една помош да им се даде на луѓето, парична помош, а потоа ќе видиме по проценките направени од страна на стручните служби за пожари, ќе видиме Советот на општина каква одлука друга ќе донесе за помагање на овие луѓе. Ние се спремни да подмириме и киријата и за вечерва и за наредниот месец додека да почне санацијата и ако е можна санацијата на оштетените објекти, односно на куќата, понатаму ќе видиме што ќе се преземе. Се претпоставува дека пожарот избувнал на горниот спрат од куќата, но екипите на СВР Велес работат на утврдувањето на причинителот. Пред година и пол во населба Дворови, во близина на куќата на Калинови, изгори куќата на Габерови, која беше дел од архитектонското културно наследство на градот. Топол оброк за корисниците на услугите на црковно-народната кујна денеска обезбеди Ротари клубот од Велес. Традиционално, секоја година Ротари клубот својот роден ден 4 декември го одбележува со донација. Оваа година ротаријанците одбележуваат 12 години постоење. 12 години од кога постои Ротари клуб Велес и секоја година имаме традиција, донираме на оваа кујна од која е отворена. И денеска земавме малци поише да донираме, да не речеме прибор за јадење од Хемија Комерц во името производството, во името на Ротари клубот донираме 150 тањери. Инаку Ротари клубот во моментов работи на уште неколку активности. Така на утрешната седница се чека одлука на советниците, со која ротаријанците би можеле да го постават спомен одбележјето во дел на дворот на гимназијата, чиј уредување започна пред извесен период. Во овој момент имаме неколку проекти. Еден проект сега наскоро треба да го довршиме, тоа е паркот кај гимназија. Спонтано, да речеме, донирано од Ротари клубот, званично ќе го приведеме, уште некои финеси има да се доврши. Ко програма ни е за оваа година. До година имаме други програми, а во текот ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Услугите на црковно-народната кујна секојдневно ги користат околу 150 граѓани на Велес. Од Повардарската епархија го поздравуваат хуманиот гест на Ротари клубот со надеж дека што повеќе граѓани ќе го следат нивниот пример. 250.000 денари се предвидени за активности поврзани со поддршка на децата, а 1.560.000 денари се предвидени за поддршка на лицата со хендикеп. Овие средства се предвидени во програмата за активностите на општината во областа на социјалната заштита за 2014 година, која беше изгласена на последната одржана седница на Советот на општина Велес. 700.000 денари за грижа за стари лица, 920.000 денари во инвестиции поврзани со социјалната заштита и уште многу други ставки кои се предвидени со оваа програма. Повеќе не изненадува фактот што советничката група на СДСМ и нивните коалициони партнери и за оваа програма, која обединува една критична маса на граѓани на општина Велес, се спротивстави на незиното усвојување. Само за да биде појасно, потребно е да се нагласи дека на последната седница СДСМ гласаше
против финансиска помош на членови на социјално загрозени семејства, против поддршка на лица жртви на семејно насилство, против поддршка на деца без родители на почетокот на учебната година. Иако долго време се говори за изградба на пристапни рампи за лицата со инвалидитет, сепак се уште ова не е остварено. Во поголемиот дел од институциите, лицата немаат пристап, токму поради непостоењето на овие пристапни рампи, кои се од особена важност за лицата со инвалидитет. Советот на општина Велес има донесено локален акционен план за лицата со инвалидност и вклопени се средства во програмата за социјална заштита за реализирање на активностите кои се предвидени со тој локален акцијски план, со онаа динамика со која се предвидени во планот. А јас како советник лично секако дека ќе се залагам што повеќе да се реализираат сите активности од тој план. Во однос на програмата за активностите на општината во областа на социјалната заштита за 2014 година, советничкото мнозинство прашува дали Социјалдемократскиот сојуз сметаат дека овие категории на граѓани се неважни или СДСМ на нив се сеќава само пред избори. Од ВМРО ДПМН е најстрого и осудуваат постапката на гласање против оваа програма и покажувањето негрижа за сите овие категории на граѓани. Различни структури на единицата на локалната самоуправа, координаторите и комисиите за еднакви можности, представници на различни сектори од администрацијата и представници на Советот на општина Велес учествуваа на средбата која организираше Сдруженијето за напредување на родовата еднаквост, акција Сдруженска. Темата на која се дискутираше на средбата е кон поефикасно спроведување на законот за еднакви можности на жените и мажите во единицата на локалната самоуправа, а воедно Сдруженијето го промовираше годишниот планер за единиците на локалната самоуправа, кој е дел од новиот закон за еднакви можности на мажите и жените. Овој планер е овде и всушност во него се содржани многу сумирани, значи поедноставени информации за тоа што се специфичните обврски, начините на кои можат да се спроведат, значи начините на кои општините можат да действуваат за да одговорат на овие специфични обврски и еден дел кој подразбира визуализација на се она што како активност преземена во контекст на тој закон и за остварување на целта на тој закон можат да го направат. Планерот всушност представува еден вид на информатор за обврските на мажите и жените во локалната самоуправа и за се она што е повезано со овој закон, кој се усвои во февруари минатата година. Планерот е произлезен како резултат од спроведениот мониторинг на Сдруженијето. Тоа е квантитативно истражување во кое сакавме да видиме една генерална состојба, значи не беше темелно истражување, чисто да видиме каков е степенот, обемот и карактерот на активностите превземени во контекст на она што значи технички предпоставки, значи во смисла на нешто што значи усогласување на актите кои произлегуваат како врска од тој закон, во делот на ефикасноста и фокусот на действување на комисиите за еднакви можности на жените и мажите во контекст на она што значи нивна улога во рамките на Советот на општините. Изработката на овој планер е од голема важност за локалната самоуправа, бидејќи голем дел од нив не се запознаени со проблематиката на самиот закон. Од Сдруженијето за напредување на родовата еднаквост, акција Сдруженска, велат дека вакви состаноци досега имаат одржано во неколку општини во градот Скопје. Денеска беа во Велес, а се планира да се продолжи понатаму со промоција на овој планер во останатите градови од Република Македонија.